Директни летови од Скопскиот аеродром. Покачување на цените на цигарите за 10 денари. Инфлација во еврозоната и светот. Мит за минималната брзина на германските автопати. Грешка на банкнотата со ликот на Тито. Крајбрежната комисија го одби планот на SpaceX. Овошјето е клуч за здравје. Документарен филм за Битлси 64 на Disney+. Министерот за транспорт Александар Николовски најави амбициозен проект за организирање директни прекуморски интерконтинентални летови од Скопскиот аеродром, што ќе биде уникатно не само за Македонија, туку и за регионот. На конференцијата во организација на Меѓународната федерација на асоциации на контролори на летање, Николовски истакна дека овој проект е значаен за привлекување нови туристи и за задоволување на потребите на македонската диаспора која сака да лета директно од Скопје. Николовски акцентираше на важноста на контролата на летање како клучен сектор, нагласувајќи дека професијата бара високи стандарди на образование и професионалност. Тој изрази задоволство што Македонија е домаќин на Европскиот регионален состанок на Асоциацијата за контрола на летање, верувајќи дека ќе бидат споделени нови искуства и практики во областа. Според него, целта е да се зголеми авиосообраќајот од македонските аеродроми и да се реализира нова кампања за субвенционирање на летови, која во моментот поминува низ евалуација. Од вчера, цигарите произведени од Империјал Тобако Скопје, вклучувајќи ги брендовите Родео, Вест, Жаде и Давидов, се продаваат по нови, повисоки цени, со зголемување од 10 денари за едно пакување. Оваа промена е резултат на новиот закон за акцизи, кој беше усвоен во октомври 2023 година и предвидува редовни годишни покачувања на цените на цигарите, почнувајќи од 1 јануари секоја година. Се очекува дека и другите производители на цигари ќе ги следат овие промени во цените во наредните денови. Владата планира да собере дополнителни 13 милиони евра годишно од зголемените акцизи, со цел за јакнување на приходите и намалување на употребата на тутунски производи. Економистите очекуваат дека инфлацијата во еврозоната ќе остане над целта на Европската централна банка од 2% на среден рок. Тоа го покажува истражувањето објавено од германскиот институт ИФО во средата, еден ден пред следниот состанок на монетарната власт, на кој ќе треба да се одлучи дали да се намалат каматните стапки по трет пат оваа година. Експертите прогнозираат дека инфлацијата во валутната унија ќе достигне 2,6% во 2024 година, според кварталното истражување, кое ИФО го спроведе заедно со Швајцарскиот институт за економска политика. Инфлацијата најверојатно ќе достигне 2,4% во Германија, 3,1% во Австрија и 2,3% во Франција. Минатиот месец инфлацијата во еврозоната забави под целта на Европската централна банка од 2%, достигнувајќи ниво од 1,8%. Бројката се совпадна со очекувањата на економистите анкетирани од Reuters, откако годишната инфлација достигна тригодишен минимум од 2,2% во август. Во истражувањето на институтот, спроведено од 17 септември до 1 октомври 2024 година, учествуваа вкупно 1514 економски експерти од 119 земји. Многу возачи погрешно веруваат дека на германските автопати постои минимална брзина, но тоа не е точно. Според германскиот закон за патен сообраќај, единственото ограничување е дека на автопатите смеат да возат само возила технички способни да достигнат брзина од најмалку 60 км на час. Оваа одредба довела до создавање на митот дека возачите мора да се движат со најмалку 60 км на час, но всушност, возачите можат да возат побавно во услови на лошо време или густ сообраќај, при што возењето со непотребно бавна брзина може да резултира со казна од 20 евра. Во Австрија важи слично правило, каде возилата на автопатите исто така мора да можат да достигнат најмалку 60 км на час, а побавно возење е дозволено само со оправдана причина. Во Швајцарија, пак, не постои одредена минимална брзина на автопатите, но левата лента може да се користи само од возила кои можат да возат со над 100 км на час, што има за цел да го подобри протокот на сообраќајот. Овие правила се во согласност со напорите за безбедност и ефикасност на патниот сообраќај. Банкнотата со ликот на Јосип Броз Тито во стара Југославија имала значајна грешка која останала незабележана се до распадот на југословенската валута. Оваа банкнота, која била дел од новата серија што требаше да ги представува републиките на Југославија, содржала погрешно испишана година на смртта на Тито, наместо 1980-тата. На банкнотата било напишано 1930-та. Оваа грешка предизвикала конфузија и била скриена од јавноста се додека динарот не исчезна од оптек. И покрај тоа што по откривањето на грешката банкнотата не била повлечена, се проценува дека околу 560.000 примероци со грешката останале во оптек. Откако Југославија се распадна, валутата во поранешните републики била заменета со различни нови валути.
Словенија и Хрватска веднаш го замениле динарот, а Македонија го вовела македонскиот денар во 1992 година. Босна и Херцеговина, како и Република Српска, исто така, вовеле своји валути во текот на 1992 година. Во следните години, секоја од поранешните републики продолжила да усвојува нови валути, како што се хрватската куна и конвертибилната марка, а на крајот и еврото, со цел да се стабилизираат нивните економии и финансиски системи. Калифорниската крајбрежна комисија го одби планот на американската авиација за дозвола на SpaceX да лансира до 50 ракети годишно од Вандерберг базата во Санта Барбара. Одлуката, донесена со 6 гласови, се темели на фактот дека со одобрување на оваа дозвола, сите активности на SpaceX би се сметале за воени, што би ги ослободило од потребата за сопствени дозволи, дури и при лансирање на невоени товари. Комесарката Гречен Њусом изразила загриженост за политичките активности на Илон Маск, наведувајќи дека неговите твитови ја подкопуваат јавната доверба. Илон Маск, по одлуката на комисијата, најави дека ќе ја тужи поради вклучување на неговите политички ставови во објаснувањето за одбивањето на дозволата. Според него, неговата активност на социјалната мрежа X нема никаква врска со работата на крајбрежната комисија. Оваа одлука следи по претходната инволвираност на Пентагон во истата комисија, кога побарале зголемување на бројот на дозволи за лансирање ракети на SpaceX од 6 на 36 годишно. Вистина е дека овошјето е важен дел од балансираната исхрана, богато со хранливи материи кои го поддржуваат целокупното здравје. Вистина е дека вклучувањето на различни видови овошје може да го подобри здравјето на срцето, мозокот, дигестивниот систем и да го зајакне имунитетот. Вистина е дека боровинките се познати по својата висока концентрација на антиоксиданти, особено антоцијанини, кои помагаат во заштитата на клетките од оштетување. Вистина е дека тие се корисни за здравјето на срцето, бидејќи ги намалуваат воспаленијата и го подобруваат крвниот притисок. Вистина е дека јагодите се богати со витамин С, кој е важен за зајакнување на имунолошкиот систем, и фибри кои придонесуваат за здравјето на дигестивниот систем. Вистина е дека тие содржат и антиоксиданти како елагична киселина, која има антивоспалителни својства и може да помогне во заштитата од хронични болести. Вистина е дека авокадото е полно со здрави масти, вклучително мононезаситени масти, кои го поддржуваат здравјето на срцето и ја намалуваат концентрацијата на лошиот холестерол. Вистина е дека авокадото е богат извор на витамини Б, К и Е, како и калиум, кој помага во регулирање на крвниот притисок. Вистина е дека кивито е вистинска витаминска бомба. Вистина е дека покрај големата содржина на витамин С, кивито содржи и витамин К, фолати и влакна, кои го подобруваат варењето. Вистина е дека лубеницата е освежувачка, лесна и хидратантна. Вистина е дека нејзината висока содржина на вода помага во одржување на хидратацијата, особено во летните месеци. Вистина е дека бананите се одличен извор на калиум, кој е неопходен за поддржување на правилната функција на мускулите и нервите. Вистина е дека тие содржат природни шеќери и аглехидрати, кои обезбедуваат брз и стабилен извор на енергија. Вистина е дека црешите се полни со антиоксиданти, како што се антоцијанини и мелатонин, кои помагаат во намалување на воспаленијата. Вистина е дека тие исто така можат да го намалат оксидативниот стрес и да го поддржат здравјето на срцето. Вистина е дека грејпфрутот е богат со витамин С и антиоксиданти, кои помагаат во зајакнување на имунитетот и одржување на здрава кожа. Вистина е дека грејпфрутот може да помогне во регулирање на нивото на шеќер во крвта, што е корисно за луѓето со дијабетес. Вистина е дека консумирањето сезонско овошје има многу придобивки. Вистина е дека овошјето кое се бере во својата природна сезона има подобар вкус, повисока хранлива вредност и е поеколошки одржливо. Вистина е дека со вклучување на разнобојно, сезонско овошје во исхраната, можеш да добиеш широк спектар на витамини, минерали и антиоксиданти. Вистина е дека со ова ќе го зајакнеш здравјето на твојот организам и ќе ја подобриш општата виталност. Оваа есен, по успешните документарни филмови за Битлси, ќе биде објавен нов филм кој го анализира пробивот на групата на американскиот пазар во февруари 1964 година. Документарниот филм Битлси 64, продуциран од легендарниот Мартин Скорсезе, ќе се емитува на платформата Disney Plus на 29 ноември. Филмот вклучува новопронајдени снимки од периодот, интервјуа со Пол Маккартни и Ринго Стар, како и сведоштва од лица на кои инвазијата на Битлси имала значајно влијание.
Филмот, кој го режираше Дейвид Тедеши, содржи архивски материјали, вклучувајќи реставрирани снимки од првиот настап на Битлси на американската телевизија во емисијата Шоуто на Ед Саливан и 4К снимки од првиот концерт во САД, одржан во Вашингтон на 11 февруари 1964 година. Проектот вклучува и аудио ремиксирање од Џулс Мартин, син на продуцентот на најважните песни и албуми на Битлси, Џорџ Мартин, со цел да се прочистат старите аудио ленти и да се подобри квалитетот на звукот. Директни летови од Скопскиот аеродром. Покачување на цените на цигарите за 10 денари. Инфлација во еврозоната и светот. Мит за минималната брзина на германските автопати. Грешка на банкнотата со ликот на Тито. Крајбрежната комисија го одби планот на SpaceX. Овошјето е клуч за здравје. Документарен филм за Битлси 64 на Disney+.